Францускиот председател Емануел Макрон отпатува во Пекинг да побара помош од Кина за ставање крај на руската инвазија на Украина. Таква определба од Кина не дојде. Но Макрон подоцна на Твитер напиша да живее пријателството меѓу Кина и Франција. Кина ја опиша посетата како успешна. Само неколку дена подоцна, кинеската армија спроведе војни вежби околу Тајван, за кои Пекинг тврди дека е дел од кинеската територија. По враќањето дома, Макрон рече дека Европа мора да формулира собствена политика за Кина, наместо да го следи патот на својот трансатлантски сојузник, Соединетите Американски држави. La France est pour le statu quo à Taïwan. Франција е за статус кво во Тајван. Франција ја поддржува политиката на Кина и потрагата по мирно решавање на ситуацијата. Ова е згора на тоа ставот на европејците и тоа е позиција која секогаш била компатибилна со улогата на сојузник. Но токму тука инсистирам на важноста на стратешката автономија. Да се биде сојузник не значи да се биде вазал. Тие коментари предизвикаа бурни реакции, особено во Источна Европа. Чешкиот министер за надворешни работи одговори дека силните трансатлантски врски се темелот на безбедноста на Европа. Тајмингот на Макрон беше несрекно избран, вели поранешниот француски амбасадор во САД Жерар Аод, сега член на Атлантскиот совет. Токму сега се бориме со сите нас заедно, за да американците се бориме против руската агресија во Украина. И јас разбирам дека за многу наши партнери не беше вистинскиот момент искрено да го покренеме прашањето за нашиот трансатлантски сојуз. Критичарите велат дека коментарите на Макрон ризикуваат да го подкопаат тој сојуз. Тоа го потврди мислењето на кинезите, дека е можно да се забие клин меѓу САД и Европа. Делегација од францускиот парламент го посети Тајван минатата недела за да ги увери во француската поддршка. Во услови на руска војна против Украина и зголемени тензии меѓу Западот и Кина, некои тврдат дека Макрон се обидува да избегне поширока конфронтација. Кина бара мултилатерален свет, а Макрон доаѓа и вели во ред, ако не ја вооружите Русија, можеме да бидеме Франција и да тврдиме дека не сме вазал на САД. Можеме да тврдиме дека сите сме различни блокови, дека имаме своји чувствителности на политиката на Кина на Тајван и сите тие работи. Изборите во САД во 2024 година би можеле да донесат председател помалку заинтересиран од Џо Бајден да ја брани Европа. Мислам дека насилно би отвориле дебатата. Европејците кои сакаат да спијат под американското знаме ќе бидат приморани да се разбудат. Во меѓувреме, аналитичарите велат дека така наречениот британски сојуз АУКУС со Австралија и Соединетите Американски држави веројатно ќе го вовлече Лондон во било каква конфронтација во Индо-Пацификот.